според моето мислење, јас не можам да говорам од името на цел народ, но од она што јас можам да го разберам, е дека разбира дека треба да го искаже неговото мислење. Како никогаш до сега, помеѓу 100 и 200 илјади луѓе секој ден, 60 дена, во околу 30 градови, излегува и го изразува својот револт да допре до политичарите, да допре до оние кои што прифатиле туги агенди, кои што прифатиле туги сценарија, кои што по секоја цена сака да дојдат на власт, коцкајќи се со државните и националните интереси. Тие ги нарекуваа со најпоградни зборови. Тоа беше она што допре до народот. А никогаш не сум повикал на насилство. Сум повикал на изразување на револт. И тоа се случуваше 60 дена. Едно цвеќе не беше нагазено додека стотици илјади граѓани излегуваа на улиците. Тоа беа 60 дена со мирни протести кои што се за пример. А она што се случи вчера, меѓу останатото, јас не ги оправдувам насилствата и тоа веќе го кажав. Не треба да го повторувам. Мислам дека доволно говори во рано утринското мое обраќање до јавноста. Но сега ќе ја кажам малку и другата страна. Она што допринесе да се случи она синоќа, што се случи, во голема мера го детерминираше самиот СДСМ со неговото однесување и неговите постапки, со игнорирањето на народот, со провокациите кон народот, со подценувањето, со навредите. Знаете ли со какви се непоградни зборови ги нарекува? И уште една работа. Вчера имаше сценарио. Вчера беше темпирано токму во 18 часот СДСМ да го направи она што го направи. Кажете дека било сценарио? Еве ќе ви кажам зошто било сценарио. Зошто не го направија тоа што го правеа во 14 часот кога немаше народ собор? Зошто го одбраа 18 часот кога знаеа дека ќе има десетина илјади луѓе пред собранието? Револтирани, испровоцирани, со денови насобран гнев, со денови собирани фрустрации